Министерството за образование и владата денеска остана украсени со јајца и камења по минувањето на протестната колона. За разлика од вчера и денеска предпладне, во попладневните часови раководството на протестот не дозволи масата демонстранти повторно да го блокира сообраќајот на главните градски крстовници, насочувајќи ги студентите и средношколците кон владата на Република Македонија, каде и заврши денешното протестирање. Според зборовите на председателот на Сојузот на студентите на Педагошкиот факултет во Скопје, Миријана Китановска, протестите ќе траат до петок 21 февруари, што не значи дека тогаш и ќе завршат. Ова мото и денеска неколку илјади скопски средношколци во функција на регрути повикани да го бранат уставот. Барањето на протестантите идентично на вчерашното, повлекување на законот за Педагошкиот факултет и оставка на министерот за образование Софија Тодорова. Училиште не ме чекај, јас сум на штрајк. Една од паролите што средношколците и студентите денеска ги носеа шетајќи по трасата Собрание, Министерство за образование, влада. Се исто како вчера. Исти актери, исти барања, исти реквизити за протестирање. Разликата ја направи средбата на представниците на студентите од Педагошкиот факултет со министерот за образование Софија Тодорова, на која тие и го врачија барањето за оставка. Направивме и неколку минути муабет со министерката околу тоа што се случува во моментот надвор и докаде е процедурата за законот за високо образование. Вели дека тоа е една голема материја која што треба подолго време да се разработи. Тоа што се случува конкретно за законот за Педагошки факултет, самата изјави една дезинформација во која вели дека целата македонска јавност го прифаќа тој закон. До кога ќе продолжат сега протестите и што понатаму? До 21 се закажани медицински А министерот Тодорова пак во атмосфера на скандирање за нејзина оставка и обиди да се погори просторијата каде што се наоѓа, на новинарите им изјави. Се разбира легитимно право и протестно собирање да се изрази односот кон актуелни прашања, но на следбата јас изразив загриженост за начинот на кој се реализираат овие протести во текот на вчерашниот и денешниот ден, особено загриженост за фактот што меѓу присутните најголем број отпаѓа на средношколската младина, дури на малолетни лица, што противречи со повелбата што усвои нашиот парламент и со меѓународни документи и повелби за спречување на можна политичка злоупотреба на децата. Што се однесува до законот за Педагошкиот факултет, се разбира кој е предложен од владата, донесен од парламентот на Република Македонија. Јас верувам дека ќе следи процес на негова операционализација, затоа што веќе е поставен дел на нашиот правен поредок. Од аспект на неговата уставност се разбира ќе го оцени единствено надлежната институција во нашиот систем, за тоа Уставниот суд. Барањето за моја оставка, јас се изјавив на представниците на студенти од Педагошкиот факултет, дека за сега не гледам објективни причини за барање да се реализира. На прашањето дали откако почнаа протестите имало средба министер за образование